Во земјава денеска се одбележуваат 154 години од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Централното чествување по повод раѓањето на великанот на македонското револуционерно дело и државноста се одржува во дворот на црквата Свети Спас во Скопје. Делчев, како член на Централниот комитет на ТМОРО, работел на создавање мрежа на комитети и комитски чети низ Македонија. Познат како апостол на револуцијата, тој останува запаметен како голем хуманист, учител и борец, кој ја организирал борбата за слобода на македонскиот народ. На местото на настанот е Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Бети, дали пристигнаа делегациите и кој се е присутен на денешното чествување? Добро утро. Се вклучуваме во живо од пред црквата Свети Спас, каде што во овој момент се одржува панихида по повод годишнината, 154-та годишнина од раѓањето на Гоце Делчев, големиот син на македонскиот народ, револуционер и идеолог на борбата за слобода. Инаку во овој момент веќе се пристигнати голем број присутни, меѓу нив и представници од државниот врв. Ќе го споменам на премиерот Христијан Мицковски, делегација од владата, од Собранието на Република Македонија, како и делегација од градот Скопје. Тука исто така има представници и од опозицијската партија СДСМ, како и бројни граѓани. Од што го имаме како информација по положувањето на свежо цвеќе и химната на Република Македонија, која што и во овој момент верувам дека можат во позадина да ја слушнете или видите, ќе излезе премиерот Христијан Мицковски надвор, овде каде што се наоѓаме ние пред црквата, за да даде изјава. Од она што во овој момент би имала уште да додадам е едно мало подсетување за нашиот голем револуционер Гоце Делчев, кој што животот го загуби на 4 мај во село Баница. Тој беше убиен од турската војска на патот кон Сер. Меѓутоа, пред тоа да се случи, во неговиот краток, но многу богат живот, Гоце Делчев направи многу за Македонија. Тој бил роден во Кукуш, се школувал во Солун и Софија. Исто така учествувал во Штип, а како член на Централниот комитет на ТМРО работел на создавање мрежа на бази, комитети и комитски чети на организацијата. Јас тоа би било се што би имала да кажам во овој момент од тука. Ќе оставам на гледачите и понатаму да бидат дел преку програмата на Канал 5 во тоа како се чествува споменот на Гоце Делчев, а потоа и ќе се вклучиме во живо со изјавите. Така е, ти благодарам. Елизабета Дамјановска-Спасеновска известува за одбележувањето на 154 години од раѓањето на Гоце Делчев, а ние остануваме со слика во црквата Свети Спас за да го проследиме положувањето на цвеќе на гробот на Гоце Делчев.
Ова беше положувањето на цвеќе на дел од делегациите по повод 154 години од раѓањето на Гоце Делчев. Канал 5 останува во живо од црквата Свети Спас, каде во секој момент се очекува изјава да даде премиерот Христијан Мицкоски.